Познато е дека Прилеп е град кој што при неповолни хидрометеоролошки услови има проблем со водоснабдувањето, односно загрозено е водоснабдувањето. Во овој момент издашноста на изворот Студенчица, кој што е основен практично извор за водоснабдување на градот, е 510 литри во секунда. За споредба само најниската издашност на Студенчица била 490 литри во секунда, што значи дека трешливоста на изворот е исклучително мала. Во неколку од претходните наврати зборував на неколку пати дека генерално градот ни е поделен во две зони. Ниска зона во која што живеат 65% од населението. Тоа е централното градско подрачје и местните заедници околу него. Има повеќе можности за водоснабдување. Можеме да собираме вода од Студенчица во коморите, кои што имаат капацитет околу 8070 метри кубни. Имаме 3 бунарски постројки. Можеме да собираме вода од изворите, старите градски извори лоцирани околу езерото. И проблем, ниската зона генерално нема со водоснабдувањето. Проблемот со водоснабдувањето најчесто се јавува кај високата зона, која што ги опфаќа населбите Варош, горниот дел од Точила, Тризла и Рит. Минатата недела имаме сериозни проблеми со количините на вода кои што ги доставуваме до овие местни заедници и заради што сум должен да им се извинам на граѓаните кои што нормално очекуваат да добијат количини на вода доволни за да ги намират своите основни потреби. Морам да кажам дека за прв пат во функционирањето на јавното комунално предпријатие Водовод и канализација, повторувам за прв пат, успеавме да најдеме начин од бунарите преку водоводната линија од Точила да доставиме вода до стариот резервоар, лоциран блиску до пречистителната станица, која што намена требаше да биде во услови на вода во езерото, водата која што од езерото ќе се третира да се складира во тој резервоар. Пуштивме во употреба препумпна станица од тој резервоар, носевне вода до него и преку препумпната станица директно водата ја импутиравме во кружната цевка Фи-400, која што практично ја носи водата до високата зона. На овој начин, во текот на оваа недела, поточно во вторникот, се стабилизира водоснабдувањето и во овој момент цел град и секој домаќинство во градот има доволно количини на вода. Се надеваме дека таквата состојба ќе продолжи и понатаму. Нашите екипи се постојано на терен. Верувам дека ова ново искуство не само што во овој момент ќе помогне да се дистрибуира доволно количина вода во целиот град, туку ќе биде добар предуслов и во иднина кога имаме вакви кризни хидрометеоролошки ситуации, градот да се снабдува со вода. Преку викенд градот има потреба од 400 литри во секунда, Студенчица во еден момент доставуваше 70 литри во секунда, сега во овој момент доставува помеѓу 100 и 130 литри во секунда. Сета останата количина на вода ја обезбедуваме од бунарите и од градските извори. Од градските извори околу 25 литри во секунда, останатата количина од бунарите. Дел од бунарските постројки работат, во зависност од потребата исклучуваме или приклучуваме нов бунар. Во овој момент ни се во функција 14-15 бунари од бунарските постројки, доколку има потреба ќе ги ставиме во функција сите, луѓето се постојано на терен, вработените на јавното комунално предпријатие и обезбедуваат бунарите, вршат поправки на дефектите доколку се појават, се со намера истите да бидат ставени во функција во онај момент кога за истите ќе има потреба. Имаме мешање на водите и заради тоа имаме изголемување на дефектите, под различен притисок влегуваат во цевководот водите од изворите, од бунарите и од Студенчица и тоа предизвикува заробување на воздух, намеури на воздух, кои што предизвикуваат дефекти во водоводната линија. Меѓутоа ние се обидуваме во рамките на можностите наши, со оглед на ваквата ситуација, да ги санираме дефектите колку можеме побрзо. Секој бунар пред да го пуштиме во функција, носиме вода во Центарот за јавно здравје, истата ја проверува и примероците за исправноста на водата ги доставува до нас и до санитарната инспекција.
ние не пуштаме бунарска постројка во функција се додека водата не ја провериме. И исто така, секој дневно, според нивниот распоред, без најава, тие си земаат примероци од секој дел на градот и испитуваат водата. За резултатите, повторувам, не известуваат нас и санитарната инспекција. Во овој момент, водата за пиење е целосно исправна. Пронајдовме начин, ни севководот, со манипулација на вентилите, да успееме од бунарите да качиме вода до стариот Варошки резервар, чија основна намена, да повторам, беше да ја складира водата од пречистителната станица во услови кога езерото има вода помеѓу 730-та и 735-та кота, за да може да ја прочистува истата и да ја складира. И го искористивме тој стар резервар, кој што има капацитет од околу 1000 кубици. Меѓутоа, постојано правиме дополнување на количините на вода во резервоарот и преку препумпна станица истата ја вбризгуваме во кружницата, популарно така наречената кружница, или цевка со диаметар фи 400, која што е главната линија за водоснабдување на високата зона на градот. Така што навечер можеме да ја полниме комората со вода од Студенчица и преку ден истата да ја испуштаме во ниската зона на градот. Тоа се 3 комори со капацитет околу 8070 метри кубни, и на тој начин да ги задоволиме потребите на граѓаните кои што живеат во централното градско подрачје и местните заедници, да речеме Точила, Корзо, Бончејца, Аличаир и така натаму. Сите останати, освен местните заедници Варош, горниот дел од Точила, Тризла и Рит. Со издашност на Студенчица од околу 500 литри во секунда, можеме да очекуваме само дека секој домаќинство ќе има вода. Се надеваме дека ќе се подобри хидрометеоролошката состојба. Ако ваквата суша, гледате, од март нема заврнато, продолжи, постои опасност и да опаѓа дополнително Студенчица, меѓутоа и да опаѓа така нареченото бунарско огледало, односно нивото на бунарите, со што бунарите практично би биле во функција, би почнале да влечат песок наместо вода.